Појдоа во Брисел да се пожала дека наводно не биле третирани добро во Македонија и властите не ги слушале. Петар Колев, Георги Трендафилов од Граѓанско-демократската унија и Љупчо Георгиевски од Бугарското здружение Ванчо Михајлов од Битола остварија средба со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Главна тема бил наводниот однос на Македонија кон бугарите кои живееле тука. Колев, Трендафилов и Георгиевски му се пожалиле на Вархеј дека во Македонија немало диалог помеѓу македонските власти и бугарската заедница. Повеќе од 2 години се обидуваме да водиме диалог со властите во Македонија, но безуспешно. Иднината на Македонија е во ЕУ, но тоа не може да биде на сметка на бугарите кои живеат во земјата. Според нив, собранието наместо да работело на уставни измени, се занимавало со затворање на клубови на локалните бугари. Парламентот во Македонија наместо да работи на измени за вклучување на бугарите во уставот со цел побрзо почнување на преговорите со ЕУ, донесува законска регулатива со цел затворање на клубовите на локалните бугари во Македонија. Очекуваме следниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија да ги вклучи прашањата за кои разговаравме на оваа средба. Средбата ја побараа бугарските организации, откако еврокомесарот вети дека ќе ги прифати доколку му се обратат, а доаѓа по инцидентот со охриганецот Кристијан Пендиков. Претходно бугарскиот председател Румен Радев во телефонски разговор со еврокомесарот му порачал дека Европската унија мора да ги гарантира правата и безбедностите на бугарите во Македонија со истото темпо со кое се работело на забрзување на македонските евроинтеграции.